Македонската федерација на фармери на самиот почеток на жетвата бара минималната цена на пченицата да биде 13 динари по килограм, а доколку производната цена е повисока од откупната, да се постапи согласно Законот за земјоделство и рурален развој, односно да се спроведе интервентен откуп. На ваков начин, како што посочува Федерацијата, ќе се заштитат малите производители на пченица кои во најголем дел ја произведуваат пченицата, односно од вкупно 105.061 земјоделско стопанство, 104.853 се земјоделци кои произведуваат пченица на површина од 2 до 4 хектари, а 208 се деловни субјекти. Од Федерацијата бараат и зачестени контроли на откупните пунктови, посебно во делот на издавање на кантарни белешки, склучување договори и почитување на берзанските откупни цени на пченицата. Неделава министерот за земјоделство Аријанит Хоџа истакна дека од понеделник повторно ќе се сретнат со мелничарите за да се надминат проблемите. Рече дека нема да дозволи за сметка на субвенциите мелничарите да ја намалуваат откупната цена на житното зрно. Податоците се охрабрувачки, се позитивни, мотивирачки, бидејќи имаме за 7% повеќе површини под житни култури за разлика од 2020 година, а знаеме дека поминавме и поминуваме се уште во една глобална криза како што е пандемијата. Јас сум повеќе од оптимист, бидејќи потребата од храна докажа посебно ова пандемија што се уште ја имаме и верувам дека ова година ќе биде плодна година, ќе има добри и цени во делот на откупот, но секако и добри договорни односи меѓу самите производители и откупувачите. Мислам дека после изјавата што ја дадов пред неколку дена за мелничарите, дека уцени таков пристап нема да се прифати од страна на државата, веќе има поместување од нивните ставови, наредните денови, односно следна недела ние ќе имаме и состанок. Тоа што докажувате точно дека цените во берза на светско ниво и во регионот растат и тоа треба да биде тренд и тука за самите производители да ги добијат тие или слични цени и што и да преземаме ние како држава, како министерство во делот на субвенционирање. Тоа не треба да се сфати за намалување на цената од страна на мелничарите кон производителите, односно кон земјоделците. За да не се доведе државата во ситуација да нема резерва на пченица, од Федерацијата препорачуваат Агенцијата за стокови резерви да излезе со информација колку резерви со пченица има и да се спроведе постапка за откуп на пченица во текот на самата жетва.